Заемна положба на две прави. Од претходните години, кога сме работеле систем од две линеарни равенки со две променливи x и y, добивавме решение и заклучивме дека еден систем од две линеарни равенки со две променливи може да има едно единствено решение, да нема ниту едно решение и да има бесконечно многу решенија. Ако коефициентите C1 и C2 ги префрлиме на друга страна, на десна страна ќе добиеме 0, и ако ги погледнеме равенките, не асоцираат на две равенки на прави во општ облик. На цртежот овдека гледаме три слики, каде што две прави се сечат во една точка и тогаш ќе имаме едно единствено решение, кога две прави се паралелни и ќе немаме ниту едно решение, и кога две прави се поклопуваат, па ќе имаме бесконечно многу решенија. Токму алгебарското решение на овој систем равенки со две променливи линеарен ни овозможува да одговориме на прашањето каква е заемната положба на две прави. И да одговориме, заемна положба на две прави во една рамнина е, може да се сечат, да се паралелни и да се поклопуваат. Од претходното предавање рековме дека две прави се паралелни ако и само ако нивните коефициенти на правци се еднакви. Односно, ако имаме две прави во експлицитен облик k1x плюс n1 и друга права k2x плюс n2, права P, права Q, тогаш ќе кажеме дека P е паралелно со Q ако и само ако K1 е еднакво на K2. Ако правите P и Q беа зададени во општ облик A1x плюс B1y плюс C1 еднакво на 0 и A2x плюс B2y плюс C2 еднакво на 0, тогаш правите P и Q се паралелни ако и само ако A1 по B2 ќе биде еднакво на A2 по B1. Тоа беше условот за паралелност на две прави во експлицитен облик, односно во општ облик. Во првата задача, нека се дадени правите P1 и P2 под А, Б и В, значи ова би било за под А, ова за Б и ова за В, да ги нацртаме нивните графици и да ја одредиме нивната заедничка положба. За да се нацрта една права, потребно е и доволно е да земеме две точки. Тоа го правевме на тој начин што за x или за y земавме произволна вредност и ја добивавме вредноста на другата променлива. Например, ако би сакале да ја нацртаме правата 3x плюс 2y минус 8 еднакво на 0 и ако земеме произволна вредност за x0, ќе добиеме 3 по 0 плюс 2 по y минус 8 еднакво на 0, 3 по 0 е 0, од каде y ќе најдеме 4, па имаме некоја точка t, во која што x е 0, а y е 4 и таа точка t припаѓа на прават. Точката 0 и 4 е токму оваа точка овдека. Понатаму може да земеме друга произволна вредност за x, например ако земеме за x2, 3 по 2 6, минус 8 е минус 2, па ќе добиеме y1 и ќе добиеме оваа точка S. Значи за x еднакво на 2 добиваме y еднакво на 1. Поврзувајќи ги точките T и S, ја добиваме правата, односно го добиваме графикот на
правата 3x плюс 2y минус 8 еднакво на 0. Аналогно за правата 3x минус 2y минус 4. 3x минус 2y минус 4 еднакво на 0. Ако земеме за x 0, y ќе добиеме минус 2 и тоа е оваа точка овдека. Ако земеме за x2, 3 по 2 6, минус 4 е 2, па y ќе добиеме единица, односно ќе ја добиеме истата точка која што лежи и на претходната права. Ако ги нацртаме овие две прави, бидејќи низ овие две точки поминува една и само една права, ќе го видиме графикот на двете прави и ќе приметиме дека двете прави се сечат во точката S. Аналогно, ако се обидеме да ги нацртаме правите 3x минус 2y минус 7, тоа ќе биде оваа првата права, бидејќи за x 0 ќе имаме y минус 3,5, тоа ќе дојде долу, значи ова ќе биде правата 3x минус 2y минус 7 еднакво на 0, ова ќе биде правата 6x минус 4y минус 10 еднакво на 0, значи пак заемајќи произволно по две точки, ќе приметиме дека овие две прави се паралелни. Паралелни се затоа што е исполнет условот A1 по B2, значи 6 по минус 2 е 3 по минус 4. Односно, минус 12 е еднакво на минус 12, па правата P1 е паралелна со правата P2 и обратно, односно тие две прави се паралелни. И конечно, ако се обидеме да ја нацртаме правата 2x минус 5y минус 1 еднакво на 0 и правата 4x минус 10y минус 2 еднакво на 0, која што е добиена од првата права, множејќи ја првата права со 2, 4x минус 10y, очигледно дека станува збор за две исти прави, односно, тоа е една иста права, односно правите P1 и P2 се поклопуваат, односно се совпаѓаат. Повторно да кажеме, две прави во рамнина можат да имаат три заемни положби. Да се сечат во една заедничка точка и тогаш системот равинки има едно единствено решение. Двете прави да се паралелни и тогаш системот нема ниту едно решение. И двете прави да се поклопуваат, односно да се совпаѓаат, а тоа значи дека секоја точка од едната права припаѓа на другата права, односно тоа е таа една иста права, па решенијата ќе бидат бесконечно многу. Како би го решавале системот равенки на две прави P и Q зададени во општ облик? Тука постојат неколку методи кои нам ни се познати, како што е метод на спротивни коефициенти, метод на замена, метод на детерминанти, и тука јас би го објаснил методот на детерминанти, но на еден пошематизиран начин. Значи, како да најдеме x и y, односно како да најдеме пресек на две прави што се сечат во рамнина, односно како се решава системот од две прави зададени во општ облик. Значи, одиме да ги испишеме коефициентите пред x, пред y и слободните членови. Ке ги допишеме само коефициентите пред x. Го пресметуваме бројот делта. A1 по B2 минус во спротивна диагонала A2 по B1. Го пресметуваме бројот делта x. Аналогно B1 по C2 минус B2 по C1. Предпоставуваме дека делта y ќе го најдеме пак по истиот принцип. C1 по A2 минус C2 по A1.
за да дефинитивно кажеме координатата x ќе се најде како делта x врз делта, а координатата y како делта y врз делта. На овој начин, во општ случај, го наоѓаме пресекот на двете прави, доколку делта, нема да биде еднакво на 0, би имале едно единствено решение x и y координата, а тоа би била пресечната точка S, делта x врз делта и делта y врз делта. Во понатамошните примери, практично ќе ја објасниме примената на оваа метода за наоѓање на пресек на две прави.